Ама верувам и дека некои луѓе што нас слушаат сега можеби размислуваат како да си почнат своја иницијатива, свој бизнис и така натаму. Имаш ли некоја препорака, некој не знам, how to чекори, што е првото што треба да го направиш еве во Македонија за да почнеш бизнис? Прво, не е само за Македонија, мислам дека генерално ова е правило за било каде да се наоѓа тој човек. Мораш да решаваш некој проблем за кој што луѓето се спремни да платат. Добро. Тоа е првото нешто, затоа што доколку е спротивното, тогаш ќе биде само иницијатива. И се иницијативите дискутабилно колку на долг рок ќе бидат. Ние почетокот стварно луѓето не глеdaa како иницијатива. Да. Од кога почнавме и кога го сменивме пристапот, односно почнавме да работиме со компаниите, станавме бизнис во очите на другите. Така да тоа е првото. Решавајте проблем кој што луѓето, корисниците или пак бизнисите ќе бидат спремни да платат. И мора да излезете на пазарот за да го видите тоа. Во затворена соба со 5 коосновачи или со 20 или со 3, само си правите хипотези на кои што не знаете дали навистина некој ќе биде спремен да плати. И ќе излезете на пазарот, мора да излезете на пазарот и маца ќе ви шамара пазарот. Добро. Народски кажано. Нема да биде многу фин. Тотално нема да биде фин и дури никогаш ќе се случи дека ќе добиете повеќе негативни отколку позитивни коментари, особено на нашиот пазар. Но да ги сваќаме тие дека треба нешто да промениме во бизнис моделот или во бизнисот или пак во дизајнот и така натаму. И третото, мислам дека секогаш две глави или повеќе глави размислуваат подобро од една. Не знам јас успешен бизнис што почнал само со еден човек. Да, тоа истото баш го дискутиравме тука во епизодата со Виктор, вика кој сакате бизнис погледнете го, можеби сега едно е лицето. Точно. Нели, ние мислиме дека е еден, ама најверојатно почнал со некој партнер или со барем некој тим околу него, така што тоа баш интересна препорака. А во однос на финансиите, дали секогаш се потребни финансии за да почнеш или може некако да тестираш пазари на друг начин? Убаво е да си мене почетен капитал. Сега зависи од решението, зависи од бизнисот. Некои бизниси се повеќе потребен им е повеќе капитал, односно повеќе финансии. Некои па потребно е само да седнете да го потрошите, мислам да го потрошите, да го вложите времето и капацитетите и сите оние знаења што ги имате за да излезете со некој производ или услуга на пазарот. Мислам дека е потребно и едно и друго. Се работата е колку ќе се задоволите, колку ви се потребна вистина финансии за да излезете. Ние првата награда која што добивме од регионално ниво, односно надправа на зелени идеи беше $10,000. Таа беше феноменална каписла за отпочнување, за да можеме да ангажираме други луѓе да ни помогнат побрзо да го направиме решението. Доколку не беше таа, сигурно ќе ни треба повеќе години. Значи такви надпревари, не знам, обуки, тоа е добра, веројатно добар старт. Тоа е добар старт. Барем за почетен капитал, многу можеби лош изразот free money, нема без пари. Не. Но на почетокот подобро е да се почнат со тие грант пари или надпревари каде што ќе се добијат можеби €2,500, можеби €5,000, можеби €10,000, независно, но ќе донесат од точка А до точка Б, ама од точка Б до точка С, ако не знаете како самите да дојдете, нема да дојдете. И тогаш нема да се приклучат ни други инвеститори да ви помогнат и не мора да биде инвеститори, клиенти што ќе веруваат во вашата идеја.